Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предава македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 8 оделение. Цели што се предвидени за овој час се ученикот да препознава и именува народна и авторска поезија и нивни белези. Значи денес имаме нова наставна единица за Бисера од Константин Миладинов и Не оди лудо ова лето што е народна поезија, имаме компарација на народна и авторска поезија. Ке ве замолам пред себе да имате бела лист хартија и молив за пишување. И да ги отворите вашите учебници во страна 7 за народна и авторска поезија. Како се дели? Првин да се подсетиме како се дели поезијата според создавачот. Се дели на народна и авторска или уметничка. Кои се карактеристиките на народната поезија? Таа е создадена усно, е колективна творба, незиниот автор е анонимен и има променлива содржина. А кои се карактеристиките на уметничката поезија? Таа има непроменлива содржина, создавана е писмено, авторот е познат, знаеме кој е, и таа е организирана во строфи кои се состојат од римувани стихови. Бисера. Бисеро, моме, бисеро, што носиш бисер на грло. Твоето грло хубаво и од дробна ког бисера, хилјади пати побело. Бисеро, моме, бисеро, зашто шо бисер покриваш, твоето грло хубаво, ја неќу бисер да баца, тук сака твоето грло. Бисеро, моме, бисеро, за кого нишиш бисерот, за кого готвиш дарој, ја дарој бисер не сака, тук сака мома бисера. Значи сега имаме анализа на песната, што е љубовна песна во духот на народната поезија. Мотивот е љубовта кон девојката Бисера. Анализа ја прекорува зашто носи бисер, убава и е без него, не е потребен за да ја разубави, отворен ја искажува својата намера, чиста и искрена љубов, не го сака материјалното, ја сака само неа. Композиција, 3 строфи по 5 стиха, осмерец, без рима. Изразни средства, епитет, реторско прашање. Класификација на лирските песни. Основна мисла, водилка, поттикот на авторот да ја создаде творбата се нарекува мотив. Според мотивот, песните можат да бидат на љубовни, хумористични, пейсажни и други. Определи го лирското јас, значи има, од колку стихови и строфи е составена песната, од 3 строфи и 5 стихови, а кои зборови се епитети, грло, хубаво, открија анафората и епифората. Во оваа песна нема анафора и епифора. Од какви чувство е обземен поетот? Од љубовни чувства. Кому му ја посветил песната? Песната е посветена на Бисера, моме Бисера. Зошто го потикнало да ја напише? Тој чувствувал нешто кон Бисера, значи постоеше љубовта кон Бисера. Мотивот е љубовен, форма 3 строфи по 5 стиха. Во првата строфа поетот ја прашува Бисера зошто носи бисери, кога не и се потребни да ја разубават, незиното грло е побело и од бисер. Во втората строфа поетот ја открива својата намера да го бакнува незиното грло, односно ја открива својата љубов. Во третата строфа поетот и кажува на Бисера дека ја сака само неа, дека не му се потребни никакви материјални богатства. Бисера е чиста варијанта истоимената народна песна со ист мотив, опис на убавината на девојката, украсена со бисери. Искажана искрената и чиста љубов што е поетот ја чувствува кон момата Бисера. Ова песна е напишана додека тој престојува во Москва и го фаќа носталгија за момата Бисера. Имаме и друга поезија, како што ви спомнав, ова е народна поезија. Момче се спрема на гурбет доди, млада невеста пред коња стои.
Крвај солзи роние му се моли, не оди лудо уште ова лето, ама не оди пуста туѓина. Парите бре лудо секогаш се печалат, а пуста младост не се печали. Цвеќето мириса дури росно, моме се љуби дури е младо. Сега имаме анализа на песните Бисера и Не оди лудо уште ова лето. Првата е љубовна песна во духот на народната поезија. Мотивот е љубовта кон девојката Бисера. Анализа ја прекорува зошто носи бисер, убава е без него, не е потребен за да ја разубави. Отворено ја искажува својата намера, чиста, искрена љубов, не го сака материјалното, ја сака само неа. Композиција од 3 строфи по 5 стиха, осмерец, запазен број на нагласени и ненагласени стихови, без рима, изразни средства се епитет и реторско прашање. А за другата поезија што е народна, е трудова песна во духот на народната поезија, мотивот е чувствата и болка на жената. Анализа млада невеста го моли своето момче да не оди на печалба. Композиција испеана во една целина со 9 стиха и бројот на нагласени и ненагласени стихови не е еднаков, нема рима, ритамот е бавен и тажен. И задачи за дома за вас ученици, да пронајдете 2 лирски песни од кои една ќе е авторска, а другата народна и да направите анализа. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.